Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsama.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, добро утро. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното второ издание на Здравје за оваа година имам чест и задоволство во студиото на Радио Слободна Македонија како мој соговорник да го имам председателот на Лекарската комора, професорот доктор Кочо Чакаларовски. Професоре, добре дојдовте во Здравје и на почетокот ви посакувам среќна и успешна 2016 година, секако среќни божикни празници. Па и ја да ви возвратам на вашата честитка, ви посакувам среќна, успешна 2016 година, божични празници и други празнични кои што ќе следат во таа година, но пред се одлично здравје, бидејќи без него ништо не е повеќе вредно. Така, слоганот на емисијата е исто така Здравје. Ве викнав, ве поканив, тоест, во емисијата како прв соговорник во новата сезона на Здравје во 2016 година, бидејќи сте прв човек на лекарската фела. За почеток, како вие ја гледате изминатата 2015 година во областа на здравството? Едно ваше гледиште и краток осврт на 2015. Значи, целиот период на моето раководење со Лекарската комора од крајот на мај 2012 година, па до крајот на мај 2016 година, мислам дека беше еден револуционерен период воопшто во здравството, затоа што се случија многу повеќе работи отколку за претходните 16 или 18 години. Знаете дека дојде во почетокот вреднувањето на трудот на лекарите, односно плата според учинок. Потоа дојдоа наградите и казните согласно заработеното, односно оствареното. Па дури имавме во еден период и штрајк на лекарите во нашата земја кон крајот на мисчини 2013 година. Па после тоа следеа неколку измени и дополнувања на Законот за здравствена заштита, кои лекарите ги доживуваа само како дополнителен терет во секојдневното работење, а здравствените власти сметаат дека со таа регулатива се придонесува за порационално користење на работното време. Секако дека тука се измените и дополнувањата на Законот за специализации, порано самиот закон ги регулираше специализациите, потоа се даде право на Министерството за здравство со посебни правилници да ги регулира специализациите. Ние, иако не сме членка на Европската Унија, го прифативме препорачаното од Европската Унија специализациите да траат по 6 години, како и медицинските студии, значи во нашата земја, стапи во сила од почетокот на 2015 Законот за континуирана медицинска едукација и медицински студии, и така да не набројувам, имаше многу промени, но на што е карактеристично така, за 2015-та, да се вратиме на нашата тема, е тоа што заживеа, да кажеме, мојот термин, како да кажам, значи од Министерството за здравство предлог за користење на работното време во поликлиничко-амбулантската дејност, каде што на докторот му се даваат на располагање 15 минути по пациент за да постави диагноза и одреди соодветна терапија. Имавме ние како комора забелешки на тоа дека можеби времето не треба да се фиксира во сите служби на здравството подеднакво и да не биде тоа аршин со кој што ќе се мери пациентот кога прв пат доаѓа во амбулантата, кога докторот не го знае тој пациент, треба да направи
детален распит на тој болен, да ја констатира неговата објективна здравствена состојба, да предложи дополнителни испитувања, параклинички, па дури после тоа да се дојде до диагноза и да се даде терапија. Сушност, тоа беше и регулатива на претходниот закон за здравствена заштита, меѓутоа така се одлучи. Прво имаше едно флексибилно време, 5 минути, 10 минути, 15 минути, 25 минути, согласно различните специјалности на медицината, и после тоа се заживеа, значи, овој термин по 15 минути, со тоа што докторот, ако работното време му почнува во 8 часот, има право на 15 минути да го одложи почетокот на работниот ден, кое што време се објаснува со тоа што бил можеби непредвидено спречен неколку минути или морал да ги погледа своите клинички пациенти и така. Така да за таа работа е, како да кажам, аминуван, меѓутоа после тоа до крајот на работното време треба да биде во својата ординација, да ги прима пациентите. Во почетокот имаше и некои така недоразбирања, пациентите што беа регистрирани за преглед не доаѓаа на време, не се јавуваат дека ќе отсуствуваат, дека нема да дојдат на прегледи. Потоа се случува вакууми во работењето, да прегледате 20 пациенти, па третиот не ви дошол, па 15 минути се досадувате, па го чекате четвртиот и така натака. Меѓутоа, некако таа работа се среди, имаше апел од здравствените власти до пациентите, доколку вие не можете да го искористите предвидено навреме да го откажете. Како да навреме да го откажете, за да друг пациент го искористи вашиот термин, и после тоа таа работа некако заживеа, се стави крај на тоа. Па мислам дека сега нема некои така, поголеми забелешки. Така, на почетокот не идуваше на отпор, меѓутоа се повеќе и пациентите и поголем број на лекари. Да, така, и од здравствените власти дека е веќе, дека е тоа добро, дека квалитетот на работењето, па и квантитетот е подобро и така натака. Втората забелешка од нас како лекари беше... Да, впрочем, и вие како комора и како представник на фелата сте токму тука за да насочите и да укажете што е добро, што... Јас имав и еден разговор со вашата колешка Точи пред една можда година и да остврниме, да оставиме на ова за друга прилика, меѓутоа да се фокусираме токму на овие новини во здравството и реформите, секако вие мора да ги проследите како фела, меѓутоа она што е клучно од мој аспект гледано, следејќи ги состојбите во здравството, е дека минатата година се направи еден чекор напред, односно законот за докторска дејност, да речеме, мрдна од мртва точка, и тоа се случува токму во мандатот со кој вие раководите со фелата, бидејќи сте представник на фелата, односно председател на лекарската комора. Што ќе донесе овој закон за лекарите конкретно? Значи, вие знаете дека Законот за заштита на права на пациенти е повеќе од 5 години, можда 6-7 година во функција, и со тоа навистина се стави ред околу тој проблем. Меѓутоа, лекарите се најдоа на една ветрометина, така да кажам, и оваа идеја што јас, ево што можеби во мојот мандат, дај Боже да се реализира, да се донесе тој закон за доктори, е стара повеќе можеби од мојот мандат. Има сигурно едно 10 години наназад, и здравствените власти индиректно ни објаснуваат дека правата и обврските на докторите се регулирани со толку многу други закони, како што е Законот за здравствена заштита, Законот за здравствено осигурување, Закон за лекови, за користење на здравствени помагала и така натака, така да не е потребно донесување на таков закон. Меѓутоа, во последниве 2 до 3 години се случија повеќе насилства врз докторите од страна на сами пациенти или пак почесто семејства на пациенти, така да имавме случај на повреда на докторка во Струмица, во Тетово и на многу други места, во Скопје нападната службата за итна медицинска помош, при што се нанесува и сериозни телесни повреди. И таа тема, иако не е специфика само за Македонија, во овој период некако се наметна од почетокот на 2015 година,
Така да ние како лекарска комора направивме едно подетално истражување. Така, се извинувам, значи ова ќе продолжиме бидејќи програмската шема налага во моментот да одат реклами. Секако ќе имаме уште 5-6 минути да го образложиме законот, ќе повикам тука реклами и ќе продолжиме со разговорот во студиото. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsama.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник во Здравје е професор доктор Кочо Чакаларовски, председател на Лекарската комора. Професоре, стигнавме до клучниот момент во 2015-та, подготовка, односно заживување за потребата на закон за докторска дејност. Вие споменавте пред рекламите дека имаше неколку инциденти од претходно напад на лекари во внатрешноста на брзата помош, меѓутоа чинам се поклопи времето кога на клиничкиот центар се случи еден, да речам, грозоморен чин кога беше пукано во хирург. Дали тоа требаше да се случи за да мрдне од мртва точка, би рекол, донесувањето на законот за докторска дејност? Па не можам да бидам експлицитен во одговорот на ова прашање, затоа што ние во Лекарската комора факт е дека имаме формирано комисија која детално ги разгледува причините про и контра за донесување на законот за доктори и можам да ви кажам дека таа комисија веќе е во финиширање на својата работа. Лично како председател и како доктор, како лекар, сметам дека со другите закони не се, можеби се регулирани обврските на лекарите, но не и нивните права. Така да, можеби овој момент што го вие спомнавте, нападот со огнено оружје врз хирург на Универзитетската клиника за абдоминална хирургија, беше некој декланширачки тригер, откочувачки момент. Така да после тоа се потпиша, значи, еден договор помеѓу Лекарската комора, помеѓу Министерството, како што знаете, повелба лекарите, која што на некој начин служеше за унифицирање на ставовите околу донесувањето на законот. Така да сега немаме никаква пречка на тој план, меѓутоа сега е моментот кога треба ние како лекари да ги прецизираме нашите барања, односно кои права ги бараме. Така, накратко, што барате вие со законот како фела, на што инициирате? Вие сведок на повелбата која што да... Ево на нешто што е успеано за време на овој мандат, успеано е да здравствените работници бидат службени лица. И тоа е влезено во една од измените и дополнувањата на законот за здравствена заштита. Така, и секој напад врз здравствен работник да се како кривично дело. Така се третира, како да сте нападнале, значи полицаец, бранител на законот или варама и така натака. Значи тоа ми се чини дека е приличен успех, не. Втора работа за која што се залагаме, тоа е личните доходи на лекарите во јавното, па и во приватното здравство. Така, да биде загарантирана минималната плата и да биде унифицирано по специјалности секаде во сите јавни и приватни здравствени установи. Ние сме сведоци на немили настани, да кажеме во приватната здравствена заштита имате концесионер или приватник кој што е носител на работата, има подпишано договор со фондот и сега тој има вработено 2 или 3 лекара и тој сега само ја менеджира таа работа, лекарите работат за ситна пара. Имам информации од доктори, а тоа го кажа и јавно на собранието на Лекарската комора, дека платите им се движат од 9 до 12.000 денари месечно, што е под секаква критика и минимум. И затоа се договоривме да се избориме за еден личен доход, минимален, докторски личен доход, под кој што не смее да се оди нити во јавното, нити во приватното здравство. Тоа се колку ќе биде таа сума, не можам сега да ја кажам,
Меѓутоа, ние се залагаме да тоа биде еден личен доход кој што сега да речеме платата на специјалист што ја има да биде лекар, нели, во старт. Зашто го бараме тоа? Заради тоа што обуката на докторот и одговорноста на докторот, верувајте, е многу голема. Ако некој треба да студира 6 години и ако треба да специализира уште 6 години, 12 години и има плата од 500 евра како специјалист, а еден млад правник кој што завршил за 4 години и положил судиски испит и собранието го избрало да биде судија и нему му дадат 80.000 денари, па каде е тука човечката така, и Божјата не е правда? равномерно оценење на трудот и на вложувањето и во едукацијата и во... Кога ние како комора малку изреагиравме зошто е тоа така, експлицитно никој ништо не одговори, но така од страна начувме, тоа се дава на судиите за да бидат тие објективни, да не бидат подложни на Така тоа впрочем е и чест коментар меѓу лекарите. Така и меѓу лекарите, меѓутоа ние имавме метастазата во оваа држава. Апсење на лекари заради злодела, да не Так. зборуваме за митото колку сме имали индивидуални случаи на апсење. И јас сум за тоа, ако некој направи криминален чин, да биде примерно казнет, но не целата фела да се удира на неа, дека сите доктори се криминалци, ајде сега да ги анатемизираме. Така, професоре, значи сепак си барате ценење на трудот и Апсолутно. да биде... Па крајно е време да и докторите го подигнат својот глас и да кажат на вистина е тоа така како Така, што вие ви сте кажувам. тука за да ги застапувате Да ги лекарите, застапувам но интересите пролета на некаде лекарите. ви завршува мандатот согласно Така е. законската процедура, Така вие е, немате, така е. Немам бидејќи сте право на пензиониран Така е. лекар, професор во Така е, пензија, немате така е. право по втор мандат. Што му посакувате на вашиот наследник или наследничка? Па, на мојот колега, да кажем, Така. на председател на лекарска комора, му препорачувам да продолжи да го застапува трендот на користење на заштита на правата на докторите, значи на нашиот тест, како да кажам. Значи, ево ова со платите да види бела виделина, да се покаже на дело, нели, така. Потоа да инсистира во креирањето на законите кои регулираат материјата во здравството, да стане рамноправен партнер со Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување. Има една реченица која често ја користиме, трилатерала, но засега работата е следна. Да, Министерството за здравство ги донесува и предлага законите до нас, а ние како лекарска комора ги разгледуваме член по член, даваме своји забелешки до Министерството за здравство, а Министерството прифаќа некои работи или не прифаќа. Так. Да ви кажам дека во минатите и неколку измени и дополнувања на Законот за здравствена заштита, околу 60% од предлозите на лекарската комора Забелешките и беа прифатени сугестиите. и инкорпорирани во измените и дополнувањата, што на некој начин го сметам за успех. Успех. Така, да се надеваме дека и во идни на надлежните здравствени власти ќе имаат разбирање и слух Така е. за фелата. Ви благодарам за одвоеното време и за ова кратка анализа што ја направивме во однос на 2015, односно анализа за вашиот мандат. Ви посакувам до пролета да добиете закон за докторска дејност. Ви благодарам и се надевам дека тоа ќе го постигнеме. Ви благодарам уште еднаш, почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Горан Алавук, видеореализација Никола Давчев. Денеска сме петок, 8 јануари 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте и ви посакувам пријатен викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.